ВМРО ДПМН ќе ги бойкотира локалните избори ако не се набават законски предвидените апарати за отпечаток од прст, најави првиот човек на партијата Мицкоски на брифинг со новинарите. Ако апаратите не се набават, тоа според Мицкоски е сигурна алатка на власта за изборни нерегуларности и нов фалсификат, како што се случил на референдумот и изборите потоа. Во законските измени минатиот февруари беше донесена одлука на наредните избори фингерпринт апарати дека мора да има. Од Државната изборна комисија побара околу 5000 апарати, за да има по еден во секој избирачко место, а во поголемите по два. Биле дури и во посада на Арменија, за да го видат искуството кое се покажало како позитивно. Од Државната изборна комисија побарале средства од Министерството за финансии, од каде се правдале дека во тој момент не можеле да обезбедат пари заради пандемијата, иако во законот стои дека апарати за наредните избори мора да има. По неколку месеци од финансии обезбедија пари. Сега останува уште да се набават апаратите. Извори од ДИК за Алфа тврдат дека намерно се одолговлекува постапката за набавка. Колку за споредба, Албанија успела да го реализира целиот процес за 3 месеци. Брифираат од ВМРО ДПМН, кои тврдат дека има време за да се набават апарати и целата операција со сообуки за избирачките одбори би чинела не повеќе од 1,5 милиони евра. Пари кои на пример се далеку помали од оние потрошени за така наречената национална платформа за онлайн учење, која никогаш не профункционира. Дали власта свесно бега од законската обврска за набавка на апарати за отпечатоци од прсти? И зошто? Се очекува да објасни. Во подготовка за локалните избори, во јавноста се отворија и тимите за една изборна единица, отворени листи, како и цензус на партиите за влез во собранието. Според извори на Алфа, во опиток почнуваат со состаноци и работни групи од двете најголеми партии за измени на изборниот законник. Од ВМРО ДПМН, меѓу членовите во групата се Гордана Силјановска и Александар Николовски, а од СРСМ засега е познато името на Бојан Маричиќ. Барањата на најголемата опозицијска партија, што ќе бидат ставени на маса се 3% минимален праг на освоени гласови за било која партија да влезе во парламентот. Цензус кој е поголем од оној што според истите извори на маса ќе го стави СРСМ, односно 2,5%. Цензусот за излазност на локалните избори останува ист. Второто барање на ВМРО ДПМН е отворени листи и една изборна единица. Последното, како што е познато засега, е неприфатливо за коалициониот партнер на СРСМ ДУИ. Третото барање што опозицијата го става на маса е гласањето на диаспората, да не биде во постојаните дипломатски конзуларни представништва. Оти луѓето не може да патуваат по 2000 километри само за да гласаат, туку наменски да се отворат гласачки места според проценката на бројот на македонски државјани во конкретните иселенички места. На претходните состаноци на други работни групи од двете партии, оваа идеја била отфрлена од СРСМ со образложение дека тоаш гласовите би завршиле на контото на ВМРО ДПМН, брифираат од партијата.